Почитувани присутни, обраќајќи се кон вас, Киро Донев ме врати во едно, може би и веќе далечно време, во таа 2002 година, кога јас нели уште дете, завршив и самиот не се сеќавам добро на кој начин во Колешино. Таа година имено се одржа таа прва средба на оваа манифестација и како нели многу млад, кажи речи дете, таму бев на иста маса со многу веќе афирмирани автори, познати луѓе во науката, така што и емотивно на некој начин ме враќа оваа манифестација во тој период. Пред се, кога станува збор за Видое Подгорец, останувате нели помалку зачуден или фасциниран од тоа колку е обемно творештвото на овој автор. Не знам дали има пандан или друг автор во нашата литература, sejedno дали за деца или за возрастни, кои што по бројот на објавени книги може да му конкурира. Меѓутоа, оно што јас сакам накратко во овие разговори да го кажам, дофатам еден сосема мал сегмент накратко, што е нели може да биде предмет на една цела научна студија, тоа е именно раскажувачкиот стил на Видое Подгорец. Фактот што овој автор се родил нели во една рурална средина, во село, во оној подпланински појас кој го нарекуваме Подгорие или Подгориите, нели ние на Струмички, укажува дека целото негово раскажувачко творештво во голема мера е практично на некој начин реакција, една креативна реакција на оно што тој како дете најпрвин го осознал во допир со таа средина околу него. Меѓутоа, оно што е карактеристично е тоа што обично во тие рурални средини имаме една мощна, силна, цврста и развиена орална традиција на раскажување. И тука е помалку нели специфично што Видое Подгорец во тие негови раскажувачки работи, раскази, романи, повести, не се опира на таа раскажувачка традиција орална која подразбира нели една мелодика, една ритмика, едно изживување, како што би рекол Конески, зборувајќи за Цепенков во зборот. Значи, во тоа зборообразувачко уживање на раскажувањето. Тој за тие години кога се јавува со првата збирка раскази, нели прво ќе дебютира со песни, некаде крајот на 50-тите години, се јавува така да речем нели како еден модерен автор, значи автор кој што негува еден свој раскажувачки стил. Бидејќи раскажувачите, како и пејачите и како сите други интерпретатори, например актерите, или со тој прв контакт со нив ќе не поведат, ќе не привлечат, или ќе останеме рамнодушни, не тргнувајќи по нив. Не случајно Иво Андрик во тие негови белишки и записи постојано одново и одново му се навраќа на раскажувачкиот стил. Бидејќи некој сосема ситен детаљ, некоја поединост која што буквално на прв поглед можеби и не е забележлива, игра мощна и важна улога во тоа што представува уметнички текст. Меѓутоа, Подгорец, ако не го прифаќа или не се опера во таа мера на тој рурален раскажувачки стил, тој она што презема од таа средина се преданијата и легендите. Оние, како што ви рекол Андре Жолес, едноставни форми. Значи, тој ги транспонира во неговите прози тие предања и легенди и како што вели самиот на едно место, се уште верува дека тука живеат самовили, русалки и други суштества од фантазијата, од она што го слушал уште како дете. Значи, неговата проза, неговата раскажувачка уметност е во тесна врска со тоа усно предание и многумина од неговите историски романи и други прозни работи во голема мера како своја основа ја има токму таа раскажувачка традиција која преку тие приказки, преку тие предања, преку тие легенди силно влијаела на Подгорец како раскажувач. Оно што за мене лично е уникатно за овој автор е неговата способност да воспостави една жива врска со природата. Јас нема да претерам, мислам, сосем објективно, лично мислам дека во однос на тоа живо чувствување на природата околу него, мислам дека и во литературата и за деца и за возрастни ние немаме таков автор со таков квалитет. Значи, она што значи гледна точка на раскажување, фокализација, да се направи една дескрипција, еден раскажувачки опис на она што значи природа, во таа смисла овој автор може да се рече навистина ненадмилив. Значи,
ја има таа способност да продре до најситните детали, до најситните поединости на она што значи природа. Буквално се едно дали се работи за некој боданичар, зоолог или друг научник, може да направи комплетно еден список, еден каталог на сите видови растенија или цвеќиња што ги има во Подгоријата, на сите видови птици, бубачки, значи еден неисцрпен регистар на тоа негово живо чувство на природата. Честопати тоа негово чувствување на природата, кога читаме неговата проза, добиваме впечаток дека влегуваме во некој идеализиран простор на сказната, на бајката. Меѓутоа, она што е стилска особеност на вака неговите прозни работи е секогаш, или барем секогаш, што во тој условно речено идиличен предел на природата внесува некоја трагична компонента. Дали е тоа нели бомбата оставена од војниците па загинале некои деца кои ја нашле во шумата, дали смртта на дедото. Значи, постои еден трагичен моментум како контрапункт на тоа живо чувствување на таа убавина на природата. И токму најуспешните работи на Подгорец, јас барем лично ги доживувам таква една спрега уметничка меѓу она што значи наш вознес, наша епифанија, наш воскит од она што значи природна убавина и сепак трагичното чувство на животот, бидејќи Подгорец, колку и да е вешт уметник кога ни ја пренесува природата, сепак има остро, така да речеме, реалистично око за она што значи трагика во човечкиот живот. Би можело многу да се зборува, но да им дадеме простори на другите. Јас ви благодарам, па